Двегодишниот Енес Мустафа од Скопски Ченто е најмладата жртва која со себе ја зеде поплавата. Во списокот на почината меѓу другите се најдоа и жители на Крива Паланка, Куманово и Тетово. Најмногу жртви има од Ченто, кои се на возраст од 29 до 83 години. Бајрам Мустафа, Катерина Митрова, Славка и Томислав Филик, Марина и Јован Веселиновски, Фуркан Фезулаху се дел од жртвите кои ги загубија животите во страотното невреме. Во меѓувреме се уште трае потрагата по 6-годишното момче на улицата Константин Петровик во Скопско Сингелич, на кој уште од вчера вечер му се губи секаква трага. Сабале од 4 се више се бара и фактички не знаеме у која територија, у која куќа ли па у кои зидови рушени што се, мислам, например има. Не можете да го најдете? Не можеме, значи ова мајката е најдена и детето се бориме сите, ги испразнуваме сите куќи, еве. Од Гевгелија стигна првата пожарна ли како ги искажуваат, значи сите боричкаме да значи никој не знае каде. Е негде во околината, што мајката е у близина, мислиме да помогнеме така сите, ама се бориме од Сабале, значи. Ете и кај мене тука има рушевини. Еве и таа куќа ќе испразнеме, можда е таму, не знаеме фактички. Жителите на Сингелич, кои според сите проценки еден од најоштетените реони, со неверување гледаат на состојбата, велики дека досега немаат видено вакво невреме. Вода, еве, мерете, јас сум 2 метра. Вода. Сликајте го часовникот, струјомерот покажува белеси. Зидот покажува машините ќе кажат, видите таму. Све што е мокро, боците се однесени таму у сосема друг правец. Јас сум удавен с ношти. Јас живеам нов живот после 70 години. Не разбирате? Тоа се случува, а луѓе таму плачат родители. А автопатот каков ни е? Еве, гледајте. 5 коли имам тука. Ужас. Значи, за пола минута да не излеговме од... Кажи општината пумпи да ни донесе. Од долу, да не излеговме за пола минута, немаше шанси да излеземе. Значи, толку беше... Ви кажа, ужас е благ збор. Возилово ваше? Тоа не е наше, од надворе влезено. Водата од улица го донесе? Од улица го донесе. Тешко, многу тешко, значи, едва жива глава спаси, деца мали, немаше кај да носиш, ше, коли носи, све живо доле. Едва и кај комшијата на ни врата не може да отвори, на втори спрат ги качува. Дома се ни струја, не знам зашто не исклучија, ке струја ке не утепаше. И жителите на Стајковци со солзи во очите сведочат за како што велат незапамтената бура која им ги уништи куките и имотите. Дојде на вода, тоа колата дигна и ја сврте. Па песка, чистани ја запали и дојде тука. Тоа не знам што. Ова фолиите тука, више да не зборам, уништени скоро. Горе, спратот, од една соба таа се надувајќи ветер, под черамидите, ми се напуни собите таму горе. И тоа беше катастрофа невидена. Вода за 3 сата напред 301 велја. Станот ни уништи 100%. Еве се гледа стварите тука, што не може да ви докажам. Видите, све е надвор, се е ка, се е однесено. 2 коли имавме, 2 коли у комши ги однесува. Тука имавме дрво 5 кубика, ги нема ни едно, се е однесено. Колата значи имаше 4 до 5 дечиња. Среќа што застанал тука, ги понесе водата, децата на брзина изрипаа. И ги гледате стубовите на кај живата ограда. Значи сите беа за стубовите на живата ограда накачени. Колата веќе ја понесе. Цело време вика за помош. Ние ги гледавме, значи од расата не можевме да се симнеме зашто вода имаше веќе до тука. Не можевме никој да им даде помош. Цело време беа на дожд, на киша, доека да се стигне малку за да може да се симнат, да се спасат. Понатаму шо беше, како беше, не знам. Катастрофа. Скопската обиколница, каде според неофицијалните податоци има најмногу жртви, сведочи за моктана природната непогода. Меѓу неколкуте десетици уништени автомобили кои водата ги изфрлила 300 метри од патот, превртениот камион сведочи за пустошот. Застанав со камионот тука, има еден голф на мене што ме удри. Имаше маж и жена со дете. И ми го дава дето да го спасам, меѓутоа не успеав. Ги однесе водата. После на една минута, 2, водата колку што најде неколку 2 метра вода,
го дигна камионот и ме донесе до оваа ивица тука. Тука ме легна и до таму идеше во вода. Каде стигнуваше водата? Па не дека до пола камион. И може и поише да било, што беше темно, не се гледаше баш добро. Во моментот, после, мислам дека спаѓаше полека, не дека за 2 часа, спадна водата. Полицијата и брзата помош дојдат нека после 11 часот дури. Значи во моментот немаше никој, само луѓе од околните села што спасуваат. Тоа све траеше нека до 12 часот, 15 до 12. После 12 више се полече цела вода и дојде тогаш полицијата и октопни возите дојде некој, не знам која единица беа. Така да посилно ни помагаат тие што беа, кои имаше светло, успеа да ги спасат. До еден час беа тука, после еден се замина више гладно не може да издржи. Тимовите на Министерството за внатрешни работи, Армијата на Република Македонија и Министерството за одбрана се уште се на терен и според првичните информации ќе биде потребен подолг период за расчистување на последиците од катастрофалното невреме. Во меѓувреме тимовите, освен тоа што работат на материјалното расчистување по поплавата, истите трагаат и по лицата кои што се пријавени за исчезнати.